дел од планот за мој посети во сите практично населени места на Република Македонија. И Куманово е една специфична средина во која инсистиравме да дојдеме на самиот почеток на ова што е неформално или пред кампања, затоа што е конгломерат на различни нации, на различни вери, на луѓе од различни социјални слоеви, град со долга традиција и град, еден од градовите кои за жал во последните години не напредува така како што би требало да напредува. Моето чувство е дека овој град е практично заборавен од централната власт, а има големи потенцијали. Град на луѓе кои се иселуваат, повеќе од просекот во Република Македонија, значи многу потенцијали, но неискористени, предпоставувам во најголем дел заради политичката волја на оние кои креираат развојната политика на ниво на Македонија. Тука сме да ги поздравиме луѓето, ќе одиме на други места, да ги охрабриме, да кажат што ги мачи и ако можеме во наредниот период тоа да го вообличиме во една политичка програма која ќе ги адресира нивните грижи со заеднички сили и во наредниот период да ја направиме нужната политичка промена во Македонија. Да ви кажам дека зборам со многу емоции за таа категорија луѓе затоа што се најмногу малтретирани, а најмалку заслужуваат да бидат така третирани. Јас прилично долго паметам во оваа независна Република Македонија, не сум видел по ужасни сцени од оние кои се случија во Скопје пред колку недела две, во кои луѓето кои имаат практично изгубено се во животот, беа влечени по пот и затварани во полициски комбиња како да се најголеми криминалци. Че ако е можно во оваа држава најголемите криминалци да шетаат на слобода, овие луѓе кои немаат за леп да бидат малтретирани од припадници на Министерството за внатрешни работи, нешто сериозно не е добро во оваа земја. Многу сочувствувам за таа категорија луѓе. Колку што е можно, во случај на политички промени, би требало час поскоро да се реферираме на нивниот проблем, да го решиме, бидејќи е недозволено во таа категорија да правиме поделби по политичка линија, дали е некој член на владеачка партија или не. Тие луѓе имаат иста мака, исти страдања и тие луѓе мора да добијат помош затоа што се во возраст, најчесто во возраст која не има возможно нов почеток во животот. Без поддршка од државата тие типко ќе умираат, како што се случува сега. Луѓето немам намера да ги делам ни по вера, ни по нација, ни по партиска припадност. Моето чувство е дека Македонија можеше да биде многу подобро место за живење до сега, ако не се делевме и таму кај што не треба да се делевме. Чи што е најголемата грижа, најголемата желба на еден обичен албанец, обичен македонец, обичен србин, боšnjak, да живее подобро и да има за себе и за своите деца. Че гледате во тие насушни животни потреби ние не се разликуваме. Има ли потреба сега некој да добие субвенција затоа што е член на една, а не е член на друга партија? Има ли потреба некој да добие подобар третман од државата, да биде форсиран да добие вработување, само затоа што е член вамо, не е член таму? Ние во оваа земја заборавивме да ги третираме луѓето како луѓе. Тие имаат и своја етничка припадност, своја религиозна припадност, своја партиска припадност. Немаат партиска припадност ако сакаат. Ние заборавивме да ги третираме како еднакви. Може звучи како утопија, бидејќи сме толку поделени, што на некои луѓе им се чини дека ова е нека предизборна риторика за купување гласови. Немам намера ни да купувам, ни да продавам ничии гласови. Му приоѓам на секој као на човек. Ако сака да ме гласа, пеќе. Ако не, негово демократско право е да не ме гласа. Ако сака да гласа за другиот, слободно да го направи. Но мислам дека ова што јас го предлагам, да не се делиме и кај треба и кај не треба, е најдобриот пристап. Малку луѓе останавме, сите не избега, сите се иселија. Ова држава нема иднина, нема деца, нема млади. Кој ќе го носи просперитет? Само овие старци и овие стечајци што ги избориме. Тие треба да бидат згрижени од помладите. Затоа што не гледаат перспектива.